29-годишен тетовец синоќа пријавил дека околу 20 часот и 45 минути со возило на такси компанијата во која работел бил паркиран пред влезот на Тетовската клиничка болница. Во возилото влегол 46-годишен тетовец, седнал на задното седиште, извадил нож и го рассекол на десната страна од вратот. Таксистот успел да му го одземе ножот и неколку пати го удрил по главата, пошто напаѓачот со кого се знаел од порано излегол од возилото и избегал, а тој се упатил во хируршкото одделение, каде му била укажана лекарска помош. Потоа го пријавил случајот. Нешто подоцна во полициската станица Тетово дошол напаѓачот во значително алкохолизирана состојба. Разговарано е со него и во консултација со јавен обвинител задржан е за натамошна постапка. Случајот е фотодокументиран, ножот одземен за кримтехничка обработка. Се работи на целосно расветлување на сите поединости поврзани со случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи вчера околу 13 часот на градскиот плоштад во Тетово забележале жител на селце како на импровизирана тезга продава разновидни пиротехнички средства. Одземени му се 465 петарди пиратки, 214 прскалки со различна големина и уште 10 други пакувања петарди. Продавачот на петардите, кој ги навредувал и омаловажувал полициските службеници, приведен е во полициската станица Тетово и изготвен му е соодветен платен налог по законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Вчера околу 16 часот на локалниот пат за тетовското село Луковица пронајдени се околу 2 метри кубни огревно дрво, подготвени за транспортирање. Дрвата се подигнати од службеници на полициското одделение Групчин и денеска предадени се на шумската полиција. Половина час пред тоа, на влезот во Луковица, запрено е патничко возило Opel Astra со гостиварски таблици, што го управувал 30-годишник од Седларево. Во возилото привезувал околу метар кубен огревно дрво, за кое не поседувал никакви документи. Возилото и дрвата се одземени и предадени на шумската полиција.